И завршуваме со последниот разговор и последната тема во студиото. Во време кога детските стравови често остануваат тивки и невидливи, скриени некаде помеѓу сенките и фантазијата, една убава приказна успева да им даде глас и смисла. Радиоводителката Зорица Николовска, позната како Зорка, наша колешка од Радио 2, преку својата прва сликовница Луна и темнината создаде топол и искрен свет во кој стравот не се отурнува, туку се разбира. После некој период од како сликовницата беше промовирана, ние промоцијата ја најавивме во Македонија на Аутро, дојде време малку да ги сумираме впечатлоците и да видиме дали после неколку месеци всушност целта ги оправда средствата. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Јас сакав на почеток да кажам, нема да ни замирите на нашата непосредност од и наша драга колешка Зорка, можеме и така непосредно да го водиме разговорот. Апсолутно. Да, Луна и темнината зборува гласно за една тема која што и тоа како им е потребна на родителите во делот на тоа како да се справат објаснувајќи им на дечињата за стравовите, можеби за лошите соништа, насочувајќи ги да не остане стравот во нив, да се изборат со сето тоа, и тоа како еден предизвик за родителите. Да, искрено да бидам, ние како родители не сме свесни, но далеку повеќе предизвици имаме во растењето на децата сега, во дигитална доба, во доба кога децата многу повеќе знаат, за разлика од тоа што можеби ние сме знаеле претходно. Како родители знаеме дека предизвиците си доаѓаат еден по друг, без најава, без нешто претходно се подготвиш. Најчесто од кога ќе се случи, па тогаш треба да бараш да читаш како тоа да го направиш. За среќа, па би рекла дека имам дарба, барем така се сметам себе си дека имам дарба да измислам разни приказни и да имам вештина истите да ги прераскажам, барем претпоставам дека тоа може да го потврдат и слушателите на радио. Но овој пат со цел да му помогнам на своето дете, решив низ приказна, ете тој предизвик да го средам. Она што ме воодушеви е дека успеав, беше успешно, секако не на брзина, туку си траеше еден процес. Меѓутоа реков кога јас ова можам да го надминам, зошто да не помогнем и на другите родители. Нели? Многу често сум во комуникација со мајки, пријателки кои што имаат дечиња и кога тестиравме приказната, она што многу ми се допадна е реакцијата на другите деца, слична, да не речам идентична со моето дете. Па што ако можеби темнината само нешто кое што не го гледаме и не го разбираме, не е толку страшно. Многу ми се допадна едно зборче кое што го употреби, а тоа дека е долг процес. Не постои магично стапче во родителството и можеби при раскажувањето на добрите практики, односно на тоа како ние сме се изборили, сме постигнале некое решение, иако бил потребен временски период, дека и тоа како е мотив и поттик за родители, дека е можно, но само треба малку повеќе верба, трпение. Да. Мислам дека денешниот свет ни носи, па би рекла една призма која што е многу нереална, тоа е дека се случува сега веднаш и тука. Тоа е веројатно, нели, и самиот момент кога скроламе, сега се сите видеа, сега ги гледам целото патување на некој 10 дена го гледам кратко, но во реалноста тоа не е така. Земете едно образование, колку години треба за да се образуваме, да станеме нешто, или колку вежбање треба да стекнеме некоја кондиција, колку образование или да речам читање треба, или еве едно слабење да го земеме за пример, тоа е долг процес. Значи никако како да се одвикнавме и да сакаме инстант решенија за сите проблеми и предизвици, го изгубивме трпението некаде по патот трчајки, нели се побрзо да се заврши, од денот повеќе да зграпчам, но децата се уште се на оној да речам шаблон каде кај нив не им е важно времето. Важно им е нашата конзистентност, да нештото го истираме до крај. И токму затоа да не забраваме дека нема проблем што не може да се реши, но само треба да бидеме многу трпеливи. Но исто така и да ги научиме децата да бидат трпеливи, се по-нетрпеливи деца имаме, што е нормално, нели, веројатно резултат на брзото секојдневие динамичноста, а децата од кого учат? Од нас самите. Така е. Оваа приказна твоја произлегува од реално родителско искуство. Дали секој родител на некој начин може да стане раскажувач за своето дете? Да, силно верувам дека да, но не мора да биде неопходно дека тоа мора да биде раскажана, да речем раскажувачка форма. Некој знае подобро да го пренесе низ пример, некој знае да го нацрта, некој да го истанцува, некој да го објасни. Сите имаме различни начини, сите имаме различни да речем можности и капацитети како на своето дете да му го доближиме она кое што сметаме дека му е предизвик, на начин на кој што ние знаеме и умееме. Ако јас не знам да танцувам, тоа не значи дека не треба да се обидам или да го охрабрам своето дете да танцува на начин
начинот на кој што тоа знае, или ако не знам, ако немам прекрасен глас за пеење, тоа не значи дека нема да го поддржам да пее или нема да се обидам јас да испеам пред своето дете. Нема срам. Едноставно некои работи не ни лежат и тоа е сосема во ред. Јас раскажувањето го најдов како начин на кој што можам да му се доближам на своето дете, тоест не само на едното, на сите 3 дома. Низ моабет знам да ги решам проблемите, но постојат родители кои што го прават тоа веројатно и на многу покреативни начини и секоја чест за тоа што го прават. Кога споделуваме искуства како пример, како нешто што сакаме да испратиме порака, дека само треба да се има верба во нас, во родителите. Ајде да ја прераскажеме приказната од лично искуство, кога препозна дека е фазата на пребродување на проблемот. Проблемот беше очигледен, се воочи, можеби и се каже директно. Сега, како одеа фазите? Кога знаеме дека веќе сме на правиот пат? Веројатно, кога ќе се појави љубопитност, а не само одбивност да се реши проблемот. Тогаш значи дека вашето дете совршено подготвено да соработува или барам да се обиде да ве послуша. Затоа што нормално е дека и ние како возрастни едноставно немаме афинитети да одиме кон непознатото, па не ни е секогаш пријатно. Нели, земете пример една рута од дома до работното место кога одите, ако една улица е затворена, па малку паника ви доаѓа како ќе стасам или дали ќе стасам. Тоа истото веројатно и со се друго во животот. Така што љубопитноста можеби ќе речам дека првиот чекор кога увидов дека јас можам да влијам, тоа да го надминеме и тоа да биде успешно надминато. Истото нешто вакво го споделуваат и родителите кои што веќе ја купиле книгата и ја прочитале и велат, знаеш што, моето дете рече ќе се обидам да заспиам сам иако светлото е изгасено, затоа што Луна не мора да плаче. Така што ми е многу драго што најдовме креативен начин како да го представиме стравот, но не мора тоа да биде страв само од темнина, нека биде страв од непознато, страв од нови работи, не знам, страв од првиот училишен ден, нели, каде децата се воат многу реални стравови кои што и кај нас ги има, но ние како возрастни се обидуваме да ги потиснеме, го имаме ова под контрола, но не секогаш е така, нели, знаеме да ја одглумиме. Така што фазата прва е веројатно љубопитност, а втората фаза е тестирање, да видиме како ќе поминеме, не мора тоа секогаш да значи дека е успешно. Можеби следната вечер повторно ќе се јави истиот страв, па ајде да се вратиме на назад, значи се враќаме на назад. Но мислам дека децата, нели, на нас родителите се огледуваат и се љубопитни и ни веруваат и тоа е нашата можност да им кажеме дека се е во ред, иако на нив не им изгледа тоа така. Така што јас ве охрабрувам, значи да пробате дека не мора секогаш да оди по овие чекори, може некогаш и да е обратна фазата, прво да е тестирање, па љубопитност, па на крај да се реши самиот проблем, но сепак нели како што рековме на почетокот, трпение, спасение. Старите не џабе тоа го рекли. Добро кажале, да. Еве ние тука Луна и темнината ја имаме на масата, се уште претпоставаме во продажба, така ова прво издание претпоставам дека се размислува и за понатак. Како се задоволна пред да преминеме и на другите малку по-тематски прашања? Може само да дополнам, задоволна и од одзивот на родителите дека всушност сакаат гласно да зборуваат за стравови. Оти сакав да се надоврзам на тоа што претходно го кажуваше трпение и спасение. Мислам дека во наше време не толку гласно се зборуваше дома. Не знам, стравот за лифт до ден денеска постои. Пример. Да, кај нас повозрастната генерација. Да. Мислам дека сме влезени во една ера каде што родителите веќе немаат проблем да споделуваат она кое што се случува, затоа што јас како искуство го видов споделувајќи на Инстаграм, на социјалните мрежи, што е нешто како мајка новопечена, да речем, пред 6-7 години се случува, најдов на многу голем одзив, но и многу голема поддршка, знаеш, и мене тоа ми се случува. И многу е полесно да ги пребродиме како родители предизвиците. Ако ве седнеме и речеме, на пример, Јована, имам проблем со тоа и тоа, да, и мене ми се случуваше во период, да речеме, поголемото дете која расте. Многу е прво поддржувачки. И знаеш, кога ќе знаеш дека не си сам во сето тоа, ти доаѓа убаво и можеби еден вид поддршка за родителите. На прашањето како сум задоволна, морам да ви кажам дека имаше еден период, па можеби грешам, ама моето лично искуство покажува дека имаше еден период каде што некако најмладата читачка група беше како подзаспана, можеби родителите не беа толку фокусирани на важноста да се чита, но се враќаме назад. Тоа многу ме радува. Имав можност да бидам на сајмот на книга еден ден за потпишување и морам да ви кажам дека премногу родители имаше со деца и многу ме радува фактот што ги носиме од најмала возраст да видат како изгледа тој читачки свет и дека читањето не е секогаш само да се научи лекција.
туку да откриваш нови светови кои што таму постојат и никој ги напишал за ние да ги прочитаме. Тука можам да кажам дека клучна улога имаат и самите наставници. Имам среќа да моето дете учи во оделение каде што нивната наставничка Нада и како многу ја цени улогата на читањето во нивниот развој. И мислам дека и таа многу ги поттикнува самите деца да учат, односно да читаат, мислам дека имаат и некоја мини библиотека, што е многу важно да ги гледаат секојдневно книгите и да знаат дека тука постојат и други светови и дека книгите не се само учебници, а и нели ние како родители треба да им дадеме еден пример дека да, мама, убаво е кога гледаме можеби никогаш видеа да се поднасмееме, но убаво е кога ќе си легнеме и пред да заспиеме да прочитаме нешто. Така да повторно ќе се вратам на прашањето. Презадоволна сум, секогаш може подобро, но и она кое што го направивме со оглед на тоа дека сум почетник автор и одзивот на луѓето околу сликовницата искрено ме прави многу горда за тоа што го направивме. Но мораме да споменеме уште еден момент кога веќе ги зборуваме децата и младите, тие се најискрена публика. Да. И кај нив е мед со две острици. Кога нешто треба да промовираш, не знаеш дали тоа ќе го прифатат. Искрено ќе кажам. Имаше и да бидеме искрени, имаше тешкотии пред да ја објавиш книгата. Да. Очигледно дел од издавачките куќи во Македонија трчаат само по профит, без да дадат шанса на детска литература. Не сум го зборувала, но ти многу добро го знаеш целиот процес. Помина кога веќе зборуваме, го имаме шлагот на тортата, видовме што направи за децата, мораме и тоа да го искоментираме. Се обраќаше многу. Да. Кога станува збор за детска литература, најверојатно некој кога ќе се пресмета и мисли дека нема да ја добие таа заработка што треба. Затоа сакам да го поздравиме тимот. А зборуваме за литература која што е и за воспитување на децата. Ние сега можеме тука да ги зборуваме сите убави работи, но мора да кажеме дека и дел од тие луѓе што се родители ја работат по тие издавачки куќи, едноставно не гледаат со таква сериозност на ова за воспитување на децата. Се согласувам, но можеби јас ова би го искоментирала вака. Да, критиката е на место. Не можам да кажам дека јас која ја испратив како приказна дека веднаш со широки раце ме прифати и рекол да, ова е за нас. Туку мислам дека требаше да ми се случи можеби тој стартен неуспех, за да видам и препознам каде точно ми е местото. Кој точно ќе препознае како приказна дека е за нив и ја имав среќата да ми се погоди да работам со тим кој што е сериозно, многу посветен. Самите цртажи во книгата раскажуваат многу повеќе од тоа што можеби и јас сум го раскажала. Така што да, ми е жал што можеби најдов на затворени врати, ама па тоа ме мотивираше да веројатно го најдам вистинскиот тим кој што ќе ме поддржи и на крајот да изгледа многу поубаво тоа што јас првично го замислив. Тоа значи дека ниеден на почеток неуспех не значи дека треба да биде откажување. Зависно, постојат неколку типа на луѓе, некој на првиот предизвик или на првата сопка ќе речат окей, можеби не сум за таму, но не и за мене и веројатно сум научила низ животот дека треба да бидеме упорни ако силно веруваме. Во главата ја имав книгата, знаев дека ја сакам и знаев дека како што му помогне на моето дете, може да допре до многу родители, да им помогне на многу деца и бев многу упорна. И мислам дека на тој пат некако ќе се наредат коцките сами по себе, сакале ние, надевајќи се или не надевајќи се, ќе дојдеме до тие луѓе кои што треба, ќе не поддржат и можеби ќе извадат уште поубаво парче тоа што сме го замислувале во глава. Голем поздрав и голема благодарност до Светулка која што на патот беа рамо до рамо со мене за сите предизвици. Тоа значи дека кога се искрена мисла се оди во патот, сам се отвара патот. Ако треба една мисла да извадиме од тука за родителите, која ќе биде таа? Не знам, многу мисли има. Би било многу себична да ги насочам, па да им кажам таа е таа мислата. Можеби ајде да видиме каде да се отвори нешто. Ајде да видиме. На пример. Вика, додека ја тешеше темнината и силно ја прегрнуваше, ги затвори очите, а кога ги отвори се најде рано наутро во својот кревет. Таа транзиција, Од прозорецот зиркаше сонцето, беше нов ден, прекрасно утро, Мартин беше пресреќен, тоа е нејзиното, тоа е твојот син, твоето синче. Се чувствуваше вели полетно како птица, како цел товар да се симнал од неговиот грб. Па и тука имаме заклучок, можеме да извадиме насока. Да, кога ќе помине темнината доаѓаат, нели како беше после дождот иде сонце или после тунелот иде убав ден? А јас на крајот сум дошол баш. Ти само на крајот, сакаш им го откри крајот. Па да. А не дочитав. Не дочитав. Да, се шегувам. Да знаеме дека дури животот пун со предизвици, видете,
Предизвикот сам по себе не е секогаш тежок. На почетокот кога ќе се соочиме со одеден проблем, знаете дека ни е многу тешко. Значи без разлика дали се работи за страф или за било што друго во животот, тоа зборувам нели општо за нас како родители. Не оди се мет и млеко. Ово утро можеби некој имал проблем да стаса, некој не му работела колата и сето тоа. Меѓутоа, кога ќе се вратиме наназад, ние сме сведоци на патот како сме стасале од едно место до друго место и да, навистина секогаш после дождот оди сонце. Можеби дождот ќе трае подолго, тоа што сме очекувале, но секогаш е тука да не прочисти за да влеземе со чиста мисла во следното утро. Така што верувам дека сите тие предизвици кои што ни доаѓаат во животот не прават многу похрабри, дури стравоите кои што ги имаат децата. Утре ќе дојде со една самодоверба дека па јас можев сам да спијам во соба. Па не било толку страшно. А замислете низ животот ќе ги чекаат и многу предизвици. Значи оваа книга не го лекува стравот. Знаеш што ме потсетува оваа книга? Порано некако растевме со детска литература, ама нели не бевме толку насочени. Се сеќавам едно време, ако можете вие да се сетите, излегува оние звезди кои што се лепеа на прозор, па од нивна светлина најчешто се да, уште се на тој начин јас на пример флуоресценти, не знам како да привлекува, да. Ете, на пример јас Не ми текнало, гледаш? Не ми текнало, така јас на пример разбивав страво. Уште се актуелни. Уште се актуелни, да, особено ние имаме во форма на диносауруси, ги залепивме и така света диносаурусите. Не, моите беа звезди, планети. Толку имаше. Тоа беше се, знам. Тоа беше наше време, сега има повеќе. Да, препекавме, знам дека мајка и татко ми бидејќи имавме заедничка соба со брат ми, донеса милиарда имаше, значи. Но проблемот беше откачувањето зашто има сериозно јак лепак. Ето ме потсети. Значи оставиле траки беле. Оставиле траки. Каде за 1 мај? На работа. Еве сме. Еве на работа. Мораме да те вратиме назад во студиото на Радио 2. Ти благодарам, во моментов оди ретропетот, музика, ви благодарам на поканата, секогаш е задоволство. Знаеш како ја почав денешната емисија? Работната сила од македонската телевизија, а сега ќе завршиме со работната сила од македонската радио телевизија. Да. Каде може да се најде? Актуелно може да ја најдете онлайн на Светулка, но и во подобра снабдените книжари во Македонија. Супер. Благодариме. Благодарам и вас, секогаш е задоволство, да. Време е ние да се одјавиме, да. Заедно со Зорко одјавуваме. Чинам дека беа доволно содржини, интересни и се надевам дека беа и тоа како мотив да останете заедно со нас до самиот крај. Се разбира во 6 часот и 45 минути во понеделник со Симона Бачваровска и Драги Павлецки. Од нас толку, ви посакуваме убав викенд, убав почеток на денот. Надвор претпоставам дека се уште има сонце, малку најавите се сменија, требаше да имаме цел ден дожд, но сонцето утрово ветува, ќе имаме сончеви периоди и облачно време. Чудо ќе биде ако не заврне дожд за 1 мај. Ајде една кладба до понеделник. Во кафе, кој прави утринско кафе? Ја велам ама нема ти да поубаво заврне. правиш кафе сега? Не, јас велам ќе заврне. Јас велам дека Нема? офлеле сирот. Добро, ајде, исто. Ајде, исто, ајде заедно ќе го пиеме кафето, може така. Имајте Ако убав ништо друго. викенд. Убав викенд.